Добро вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно само интервју. Наша гостинка вечерва е заменик претседателката на СДСМ, Фани Карамфилова-Пановска. Благодарам што прифативте поканата. Добро вечер и ви благодарам за поканата. Некако имам впечаток дека ретко се појавувате во јавност. Тоа е ваш избор или сплет на околности? Тоа не е веројатно сплет на околности, апсолутно не е мој избор. Секогаш кога има прилика и понуда. Нема, не и на пресконференции порано почесто некако се појавувавте. Сега не сте презафатени во партијата нешто. Па водиме процеси во партијата, апсолутно. Се течат неколку процеси кои што ги водиме и работиме. Вие ја преживеавте таа, да речем, мини реконструкција што се случи во врвот на СДСМ по локалните избори, добивте повторно доверба од делегатите на Конгресот што се случи во јануари, но очигледно во СДСМ привирањата и натаму течат. Еве неделава беше исклучен Шилегов, Петри Шилегов, понешниот градоначелник на Скопје. Ова е некако најактуелна тема, па би започнале со неа. Во тоа соопштение што беше објавено од партијата по таа седница на извршниот одбор стои дека бил уценет и одработува за ВМРО ДПМН, но не слушнавме никакви аргументи или докази за тоа. Шилегов вели дека на ваков начин практично му се одмаздувате поради тоа што бара одговорност и оставки од раководството за лошите резултати на изборите. Видете, одлуката на извршниот одбор е таа дека другарот Петре Шилегов треба да се поведе постапка за негово исклучување од партијата од причини што неговите настапи не беше тој само еден, тој беше дента во очи на бдењето на родителите во Кучани. Ја злоупотреби емисијата да повторно, по не знам кој пат, повика на одговорност да изрази незадоволство од раководството и кога некој имал шанса и отворена врата да даде придонес на неговите другари, кои што, пазете, во извршниот одбор има членови на СДСМ, кои што со него ни сите негови кампањи, ни целата негова професионална кариера го носеле на раце, што се вели. И кога некој така од заседа, да речам, при отворена врата да даде придонес, упорно инсистира на промена на раководството, без да понуди било каква друга алтернатива или опција, значи не станува збор за различно мислење, не станува збор за поинакво поимање на политиките, затоа што не слушнавме ништо, нити што СДСМ треба да прави или не треба да прави, конкретно на ниво на политика, уште помалку слушнавме нешто против власта, така што очигледно е дека тоа не оди. Значи, не оди во полза на СДСМ, е тоа што го говори јавно. Туку тоа е одработување за ВМРО. Мислите дека така одработува со тоа што јавно критикува? Посредно или непосредно тоа е одработување за ДПМН. Апсолутно. А ова дека велите дека е уценет, тоа? Јас немам информации дали е уценет и веројатно не сака ни тој лично да ги слушне аргументите кои што ги имаме како докази за сето тоа, така што мислам дека се прави еден страшен дефокус од тоа што реално им се случува на граѓаните и на државата во овие тешки моменти на повторна економска криза, би рекла, откако се случуваат новите ценовни шокови по избивањето на војната на Блискиот Исток, затоа што во Македонија за жал нема влада која што води сметка за своите граѓани. Владата актуелна, ДПМН и Мицковски, не мрдна со мал прст да направат нешто за да го заштитат стандардот на граѓаните и изминативе 2 години во континуитет, а особено сега при ваков нов ценовен шок кој што се должи на порастот на цената на енергенсите, која што се разбира повлекува спирала и пораст на цените во маркетите. Во тоа удел, бидејќи одлуката донесе извршниот одбор на партијата. Вие можевте да го игнорирате, например, тоа што Шилегов го говори и да не го исклучувате. Зошто мислите дека ова е добро решение да се исклучуваат членовите? Не е овој прв, и Јован Деспотовски претходно го исклучивте, сега се споменува дека ќе се појават други, дека платформа сите ќе ги исклучувате? Одлучивме дека нема да толерираме работење спротивно, односно не во полза, на штета на Социјалдемократскиот сојуз. Сите ќе ги исклучувате што ќе се појавуваат? Не велам јас дека ние сите ќе ги исклучуваме, но таму каде што е евидентно, каде што има и, како да кажам, и наводи и индици дека се одработува со тоа што се цепи и се дели партијата, а тоа му оди само во полза на ВМРО ДПМН, ќе разговараме од случај до случај. Видете како. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија покажал и докажал, тоа било и ќе биде, е партија во која што имало борба на идеи.
Тоа сакам да прашам, вие велите дека вратата му била отворена, сте го повикале вие Шилегов и овие другите што критикуваат, сте разговарали ли со нив, сте се Апсолутно, обидели да ги слушате? председателот со господинот Шилегов имал неколку средби. Така што како за него, така и за сите останати, ниту председателот, ниту јас, ниту било кој од раководството, некого сме го одбиле. Напротив, ние инсистираме на тоа да за се она што го работиме, да добиеме придонес и знаење од секој оној кој што сака да придонесе. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во тоа е познат. Таму кај нас апсолутно е борба на идеи и борба на ставови. Дали е така се Шилегов вели дека сите што Апсолутно е нешто така. му значи, СДСМ не се веќе таму, дека во партијата Апсолутно не е се така. Секојдневно луѓе се јавуваат, секојдневно бараме луѓе, наши другари кои што не се активно секојдневно вклучени во партијата за одредени ставови, за одредени видувања, за одредена поддршка, да речам, или така што видете, работиме сериозно на новата програмска платформа на Социјалдемократскиот сојуз. Значи, разговараме за тоа. Сите капацитети Знаете, кои што ги прашувам- имаме внатре во партијата, во Знаете, стручните комисии, направивте во неколку нашите конгреси. органи и Значи, тела. направивте конгреси во јануари, направивте претходно конгрес, имаше еден пропадна после изборите 2024 година. Значи СДСМ практично од почетокот на поразите од 2021 година до сега одржа неколку конгреси, но некако впечатокот е дека се уште немате доживеано катарза. На последниот конгрес немаше третина од делегатите не се Не појавија. е точно. Значи околу 250 делегати не се На појавија. последниот конгрес имаше 70% од делегатите кои што апсолутно имаше долги дискусии. Присутните делегати на конгресот разговаравме можеби 4 сати, имаше дискусии за темата беше нели резултатите од последните локални избори. Не се обидувате проблемите да ги ставате под тепих некако бидејќи таков е Проблемите не ги ставаме под тепих. Ние сме апсолутно отворени да разговараме за секој еден проблем, за секој еден предизвик, за секоја една идеја. И мислам дека резултатите сепак беа лоши. Тоа ќе се согласите сега, претпоставувам со Шилегов. за резултатите не беа тие што беа посакувани, но резултатот е тој кој што нас ни дава насока и правец, овие резултати од локалните избори, како треба да ја движиме партијата понатаму, особено на ниво на општински организации и на ниво на политики кои што треба да ги имплементираме за внатрешно организирање, но и политики кои што ќе ги понудиме како програмски концепт за понатаму. И мислам дека им успева на овие од власта да дефокусираат со тоа што прави опозицијата. Ја не велам, тоа што работи опозицијата е јавен интерес, меѓутоа не може да се троши толкаво време медиумско и секакво на тоа што се случува во опозицијата, тоа е нивната цел практично, а да не зборува никој за тоа што работи, односно што не работи актуелната власт. ВМРО ДПМН е 2 години скоро на власт во Македонија. Кажете ми дали една политика која што е од интерес за граѓаните и за државата успеа да сработат. Дали еден проект, освен започнатите што ги затекна од владата на СДСМ, успеа да започнат или да завршат. Да, ќе разговараме и за Значи, сакам што да го прави речам, и власта, во една ситуација во која што се соочуваат со сериозен пат на нивниот рейтинг, во кој што се соочуваат со состојба економска во државата на која што не знаат или не сакаат да одговорат, така што ќе им помогнат на граѓаните, единствена работа што им преостанува да ја разнебитуваат опозицијата. Тоа е тезата, да ги трошат парите на граѓаните за нивните тендери во нивната тесна интересовна група, да речам, и да ја разнебитуваат опозицијата, која што сега мислам дека веќе успеваме да ги разоткриваме. Добро. Така што беше деновиве на пресконференциите со предизвика внимание тоа со рейтингот, со анкетите, кои се тие анкети на кои паѓа рейтингот на ВМРО ДПМН, драстичен пат велите дека има, а расте рейтингот на СДСМ, бидејќи не сме видели такви анкети ние. Тоа се интерни анкети кои што ги правиме ние партиите, имаме ние и наши, имаат и во ВМРО ДПМН, апсолутно тоа е факт. Факт е дека ВМРО ДПМН сериозно паѓа, дека знам е избришан од политичката сцена, СДСМ се крева и тука треба да се прави нешто, не работат на тоа што треба да работат, зашто се платени, работат на разнебитување на опозицијата. Мислите дека овој јас што постоеше меѓу СДСМ и ВМРО може да се намали до тој степен да бидете конкурентни на следните избори? Јас мислам дека ние дефинитивно ќе бидеме конкурентни на следните избори, особено со тоа што покрај раскринкувањето на оваа корумпирана
квази патриотска власт која што ја изолираше државата, која што ги осиромаши граѓаните, која што води сметка само за своите теснопартиски или лични интереси, паралелно на тоа што ќе понудиме една нова програма, која што ќе понуди опции кои што ќе бидат еден вид нова социјалдемократска парадигма, да речам, за некои прашања, во контекст на тоа со што се соочуваат граѓаните и што се случува во државата, но и црпејќи од искуствата на голем број наши сестрински партии од регионот и пошироко, мислам дека апсолутно Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе биде конкурентна опција на следните избори. Видете, ние се подготвуваме и работиме како да избори може да има во следниот квартал. Не можам да кажам дали ќе има или ќе нема. Факт е дека државниот буџет и кондицијата на оваа влада некако издишува. Ние имаме дупка во буџетот од скоро 2 милиарди евра. Буџетот не е ликвиден да ги сервисира дневните потреби, уште помалку е ликвиден да го сервисира стопанството. Добро, за сега не сме видели проблеми, плати, пензии, гледаме дека редовно се делат. На што го темелите тоа? Задолжувањето и неликвидноста на буџетот на тоа што ако ги прашате компаниите, упорно не им се доцни драстично со повратот на ДДВ. Тоа го објаснува дека прават проверки дополнителни, бидејќи имало злоупотреби. Ама видете, значи до крајот на 2025 година оваа влада ја заврши со тоа што имаше 8% помалку реализирани приходи. Тоа се некои 700 милиони евра од проекцијата, кои што, by the way, на страната на расходната страна се изреализирани. Еден дел на трошоците, дефицит од 4%. Сега тоа ќе видиме кога ќе биде завршната сметка. Тоа е, значи, дефицитот дополнително на тоа што еден дел од услугите према или од врските на државата од 25-та ги префрлија за во 26-та. Паралелно на тоа имаме ново задолжување од 1 милиарда. Натрешно имаме дополнително задолжување од 300 милиони. Тоа се тие 2 милиарди кои што се реален буџет. Јас не знам навистина каде отидоа парите од првото задолжување, од првата милиарда од унгарскиот кредит, кој што беше наменет и за компаниите и за локалната самоуправа. Знаеме дека реализацијата према општините е многу ниска, е 140 милиони од планираните 250 милиони. Пола се вратија за евроврзницата. Со половината ја вративме евроврзница, меѓутоа со другата половина требаше да се подржат проекти на општините и да се подржат компаниите. Прецизна бројка за Развојната банка, негде околу 230 милиони. Тоа е кон компаниите кои што не знаеме какви проекти и како тие проекти, тоа задолжување, како придонесува кон растот. Во што компаниите инвестира. Ова што беше за општините е реализирано 140 милиони, ако не се лажам. Власта се фали дека расте GDP-то секој квартал. GDP-то секој квартал расте само и единствено со најголем удел во растот на GDP-то учествува градежништвото. Благодарение на Бехтел и ЕНКА проектот, кој што за ДПМН беше најкриминалниот своевремено, сега е тој еден единствен што го крепи некако GDP-то. И сето мислите ова дека ќе биде причина да се одржат предвремени избори? Јас сакав да кажам дека тешко се снаоѓа владата со менаџирање на јавните финансии. Односно, јавните финансии ги менаџира на начин што парите одат исклучиво, очигледно во тендери на фирми блиски до нив и до партискиот и до владиниот врв. И тоа ние со нашиот антикорупцијски тим секојдневно го разоткриваме. Ние само во нашите обелоденети ви пријави тоа што е таму сомнежот се криминалса. Вие знаете ги поврзувате, не знам, Душан, тој како беше конзулот, тоа не е воопшто бенигна приказна. Вака сега. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не е истражен орган. Социјалдемократскиот сојуз не е обвинителство. Да, ма самото тоа што има некакви контакти не значи дека има криминал. Покажува на индиции за тоа кај фирмите апсолутно ги докажавме врските. И зошто цениме дека се тие компании кои што имаат преференцијален статус, иако имаат тежок конфликт на интерес, кај што се гледа партискиот интерес. Па дојдовме од ДКСК, денеска председателот на пресконференција убаво го елаборираше тоа дека таткото не е татко на секретарот на партијата. Видете, не може... Томас Финели е оттуѓил
Да не била значи, нивна. ама има таму историја. Сакам да речам, имаме сега еве нов јавен обвинител. Денеска даде заклетва, да речем, во собранието. Што очекувате вие? Ние очекуваме, например, да овие наши индиции, наоди за овие милионски, над 100 милионски суми се работи, над стотици тендери, кои што се повторуваат фирмите и во локалните самоуправи кај централната власт, да земе и да ги истражи. Затоа што под допрен глас обвинителството апсолутно може да делува. Вие пријави поднесувате или не? Значи, ние немаме поднесено за сите работи пријави. За да поднесеме пријава, треба Зашто да и во имате Народот комплетна... очекуваат? Тие велат имаат 50 пријави поднесено за предходните функционери на СДСМ. И тие имаат очекувања од јавниот обвинител обвинител. се очекува неселективна правда. Од јавниот обвинител се очекува да ги процесуира сите оние случаи за кои што има докази дека е сторен криминал. Вие верувате дека тоа ќе остори? Зошто вчера не го поддржавте? Јас не можам да верувам во ништо, јас само можам да кажам кои се нашите очекувања. Во овој јавно обвинителски систем, особено сега како се поставува со измените на Законот за јавно обвинителство, во кое што јавниот обвинител станува директно зависен од извршната власт, ако сакате преку една полуга, преку буџетот во јавното обвинителство. Затоа што извршната власт е таа која што Министерката за финансии на крајот ќе одлучи дали ќе ги зголеми или не трошоците. Се знае колку треба да биде, кој процент од буџетот треба да биде издвоен за јавното обвинителство. Тоа значи дека 0,4% беше до сега од буџетот. Па сега и се симнати. Ама никогаш не добиваше, дури ни во време на СДСМ и не добиваше за волја на вистината. Сега се става дополнителна клаузула дека сега се става 0,4 од приходите, не од вкупниот буџет. Сега такво е решението. Од приходите, но има тука лествица, ако 0,3, па ако не 0,3, ако до 0,4 треба Министерката за финансии да биде прашана и таа да одобри, како да ви кажам, се воспоставува еден систем во кој што извршната власт директно може да диригира како јавниот обвинител ќе работи. И ако понатаму ја гледате шемата на субординација со другите обвинителства и како може да се третираат предметите од другите, од понижите обвинителства, сакам да речам, иако јавниот обвинител како позиција можеби и како биографија, еве, ние тоа го кажавме, апсолутно стои, дека човекот како биографија нема дискусија, има импозантност. Меѓутоа, поставеноста, затоа што системот кој што се поставува, не се поставува за да имаме ние јавен обвинител со интегритет. Добро, се гласаше за име и презиме, за јавен обвинител, не се гласаше за законот. Ама паралелно, видете како се изведе таа работа, да речам, малку перфидно. Зашто не го изгласавме прво или не се разговараше до крај и да се усвојат сите амандмани за Законот за јавно обвинителство, па потоа да го бираме новиот јавен обвинител? Имаме два процеси кои што течат комплетно паралелно. И сега, прашањето е, како име и презиме, да, но системот што се воспоставува во јавното обвинителство по ниеден основ не гарантира дека таму ќе се работи со интегритет. Ние ќе бидеме пресрекни ако успее господинот Савевски да докаже дека ќе може да одолее на партиските притисоци, кои што системот како таков ги овозможува, да речам, и ќе работи во интерес на сите граѓани и ќе дели и ќе раздава закони, сегашниот закон за јавно обвинителство 2020 правда која што ќе биде неселективна. Имаме проблем со интегритетот ние на луѓето обично, тоа не е проблемот, не ни се законите проблем. Па и по луѓите со кои што низ законите, условно кажано, извршната власт, екзекутивата и политиката и бизнис интересите навлегуваат. Добро, ако може кадровски да го оцените, мислите дека е подобро или полошо решение во однос на тие што беа досега Коцевски и Јовевски? Ќе треба да видиме, ќе треба да покаже. Јас само коментирам оно што гледаме на хартија и како биографија и минат труд. Но за да можам да дадам било каква оценка споредено со другите обвинители, ќе треба да го видиме на дело. Добро, долго време забележувате на владата, на власта дека се доцени со реформската агенда, со законите што се од реформската агенда, но еве во последно време гледаме дека пристигаат. Беа во Венецијанска комисија, имаш избори, има некои објаснувања зашто се доценеше со тоа. Судски совет веќе помина законот за јавно обвинителство е веќе во собраниска процедура. Дали може нешто власта друго да направи за реформи во правосудството освен ова, со оглед на тоа што сега нели тие велат работата е на самите суди, на обвинителите да си ги прочистат своите редови и да си преземат дел од одговорноста? Реформската агенда не е реализирана до никаде.
Реформската агенда имаше задачи само 17 со рок 24-та. Само 12, сега ги кажам тие што ги знам како бројки, делот на правосудството со рок до јуни 25-та, и сега веќе дојдеме јуни 26-та, кога сите овие закони и обврски и мерки што требаше да ги спроведе влада, заклучно со јуни 25-та доспеваат. Односно, ако не ги заврши сите, не станува збор дали со тоа што го изгласаа законот на судски совет спротивно на оценките на Европската комисија, че тој е комплетно фаличен. Тој не е на линија на тоа што беа препораки на Европската унија. Ако сега е во процедура законот за јавно обвинителство, каде што исто така има проблематични позитивни оценки. Меѓутоа, оценките од Венецијанска комисија, вие сте ги виделе препораките од Венецијанска комисија. Збориме за законот за судски совет. Тие не се интегрирани во законското речение, исто како што и не се интегрирани не се во делот за кој треба уставни измени, треба за министерот да не е член на судскиот совет, треба тоа е дел од оценската мисија. Не зборуваме за дури да ги се абстрахираме од тие делови за кои што треба уставни измени. Имаше некои унапредувања за транспарентност, над 40 препораки во оценската мисија. Не се ни половина од нив интегрирани, препораките на Венецијански со така не се земене предвид. Сакам да речам, тоа е еден судски совет. Каде се другите над 30-тина сигурно има закони за кои што рокот за да ги искористиме парите истекува сега во јуни 26. Дека ќе се донесат сите на време до 26 до јуни дека ќе се донесат. Еве како на пример изборниот законник ќе се донесе до јуни 2026. Па нали почнавте да преговарате, нели? Па не, работната група е отпочната, но сакам да речам за да донесете вие изборен законник, знаете кој процес е тоа? Да не ги редам сите други, па имате таму закон за судски буџет, па закон за плати во судството, па закон за како треба да се управува со стратегиите за човеков развој во судство и така натаму, да не ги редам. Значи, поентата ми е... Не гледате вие волја кај власта за реформи? Јас гледам дека овие институции не работат. Немаат волја, значи нема политичка волја и нема реална посветеност. Има ли одговорност кај судиите, кај обвинителите? Не функционираат. Министрите, дали сте виделе вие скоро некој министар за нешто, некоја политика да промовира? Па ние за се го гледаме само и единствено премиерот. Јас понекогаш се прашувам, има ли влада во оваа држава? Кога ќе се јавиме по институциите еве сега последно беше случајот со несреќниот трагичниот случај со жената во Карпош. Службите на Министерството труд и социјално не работат. Нема. Имаме ли министри? Имаме ли кој ги води институциите? Што таму се работи, што се сработува? Значи нема ниту волја, ниту пак мислам интерес, што е уште пострашно. И граѓаните тоа секојдневно го чувствуваат. Чувствуваат дека не се заштитани, чувствуваат дека никој не води сметка за тоа што нивниот животен стандард е симнат на едно дно. Никој не води сметка за нивната безбедност, ако сакате, и така натаму. Така што ме прашувате дали работат и дали имаат волја, јас ќе ви одговорам. Ниту работат, ниту има волја, работат само единствено во нивен личен само забележувате, денеска Филипче му забележува на Мицковски што е заминал во Брисел, инаку го обвинувате дека е изолиран, сега го обвинувате дека заминал во време на криза. Значи, јас искрено да ви кажам, бев чудено видена од пораката на премиерот Мицковски од Брисел, во која што зборува како да мислите му ја дале фотелјата на комесарката Кос. Вие, во ситуација во која што јас не велам дека тој не треба да оди кај својата системска партија. Меѓутоа, во ситуација кога изминативе 2 недели не направивте ништо за да преземете мерки, да ги стабилизирате цените на дериватите, да ги стабилизирате... Не се исполнети условите. Како не се исполнети условите? Ние еден литар дизел е поскапен 50% во последниве Да, но вие дека се уште најевтин во регионот. Вие сте ги виделе цените во маркетите? Денеска бевте во маркет, влеговте, па секојдневно ги менуваат минативе 3 дена. Сега излегува со податок дека во последните 3 месеци 2500 денари е поскап тој закон за акцизата, кога треба да се намали, е донесен од времето на владата на Ковачевски. Таму има прецизно дека ако надмине $800 тон, дека тогаш треба да се намали акцизата. Ние ги повикуваме, они имаат се во нивни раце.
и извршната власт и 2/3 во собранието. И апсолутно не е тешко да се направи се што треба да се направи. Да, но тоа има буџетски импликации. После ги критикувате дека се задлужуваат. Знаете, се малку од една страна. Видете, не може да има за пари за луксузирање на владата, не може да има пари за планираат да купат авион, парите уште таму стојат, да нема пари за луксузирање за авионот, зашто и СДСМ. Па апсолутно, ако сте вие во криза, ако имате толкава буџетска дупка, која е потребата да купувате старо нов авион? Возете се со економска класа, со комерцијални летови и ќе одите таму каде што е неопходно да се оди. Нема да одите секој ден до Будимпешта, до Белград, до Црна Гора или до Сплит на приватни секоја држава има барем еден авион. Што знам, тоа е малку прашање на достоинство. Има приоритети. Не е дека... Во државата има приоритети. Ако се соочувате со економска криза, ако гледате дека вас работниците ви се на улица секојдневно и бараат, не бараат, чуда бараат средства за да може да врзат крај со крај во месецот, бараат зголемување на минималната плата, во ситуација кога синдикалната кошничка стасане до 68.000 денари денеска, ако се додаде на тоа и изнаемен стан 83.000 денари, а живеат работниците вие сте опозиционери и ВМРО кога беше во опозиција исто да го зборуваше, ова вие што го зборувате, исто да го зборуваше. Социјалдемократскиот сојуз на знаете, многу е лесно од опозиција. Не е така. Зошто ВМРО не би сакало да ги намали акцизите и даноците, ако зошто тоа би добиле поени кај граѓаните? Сигурно не зошто не би го направиле тоа ако може да се направи? Без да има импликации сериозни на буџетот. Затоа што јас мислам не ги интересира или има тука некој друг интерес од кој што профитираат тие што се во кругот на ВМРО ДПМН и на Мицковски. Сега да се вратам на тоа што СДСМ има право и нема право да бара. СДСМ и те како има право и образ да бара, да се покачи се што е неопходно да се покачи животниот стандард на граѓаните. Значи СДСМ е таа која што имала конзистентни политики во зголемување на минималната плата и тоа и со политичка одлука еднократно, а потоа и со методологијата согласно која што платата продолжува да расте. Треба да се најде пари од некаде, знаете, за да не звучи како популизам, треба да се каже од каде да се најдат пари. Само ако дозволите. Значи, ние кажавме од каде да се најдат пари? Кажавме дека 30% ако ги намалат трошоците за патувања и репрезентации и ако парите алоцирани во буџетот за купување на нов авион ги спојат, апсолутно имаат пари да ја зголемат минималната плата за 600 евра, така како што бараат синдикатите. А наместо тоа, наместо премиерот и целиот економски тим, не знам дали го има, да седнат и да се позанимаваат малку кој е моделот за да ја зголемат платата, затоа што реално луѓето немаат што да јадат. Претпоставувам ова ќе би биде едно ново кредитување во таа нова програма. Наместо да се заангажираат да ги осмислат економските политики кои што ќе го олеснат животот на граѓаните, премиерот се постојано ги навредува граѓаните и тоа од собраниска говорница, од изјави пред новинари дека се талок на општеството, дека се мекотели. Јас навистина, затоа и на почетокот реков, ја навистина не знам дали ние овде ќе имаме некоја влада што сериозно нешто работи и дали треба да се договорат синдикатите со работодавачите, дека како се договорат. Не може тоа така. Тоа е нивната позиција. Не, таа не може да биде нивна позиција. Се знае дека тоа како да ви кажам, тоа е како да му кажете на јагното да се договара со волкот. Тој диалог е трипартитен диалог. Значи таму не случајно е кажано дека стојат работодавачите, работниците и владата како посредник. Кој е тој диалог во кој што работниците и работодавачите така едноставно ќе се договорат ако владата не е таа што посредува? Па чии интереси штити владата? Чии се тие пари во буџетот од кои што бараат работниците да се овозможи зголемување на минималната плата? Па тоа се повторно пари на сите нас граѓаните. Минималната ќе повлече по тоа зголемување на сите останати плати и во рамки на буџетските корисници, така што тоа треба да се пресмета. Па го пресметавме. И затоа велам, имаат сите инструменти, целата администрација во нивни раце, имаат економски тим, се надевам, нека пресметат и нека ги издвојат средствата. Не гледам тука никаков проблем. Добро. Претпоставувам ова реков ќе биде
дел од таа нова Ние програма што најавувате? сериозно да, работиме на понуда на модел кој што ќе ги штити правата на работниците, ќе води сметка за животниот стандард и ќе го подобри Да, знаете, се она и што ВМРО значи. ДПМН кога беше опозиција го прифати тоа, исто вака беше актуелно со пензиите, тогаш се бараше линеарно зголемување на пензиите и тие го прифатија и потоа го реализираат кога дојде на власт, но тоа се одразува на пензискиот фонд. Сакам да речем, тоа што ќе го ветите, можда ќе го реализирате, но треба да се внимава како тоа ќе се одрази на Видете, буџетот. сериозни анализи и сериозни предлози и политики апсолутно подразбираат и изводливост и подразбираат и анализа на тоа која е фискалната импликација. И секако дека нема да работиме несериозни предлози. Апропо линеарното покачување на пензиите. Имаше методологија воспоставена од СДСМ какво линеарно покачување. СДСМ воспостави методологија по која што пензиите растат сходно на порастот на просечната плата и порастот на инфлација. Да не се Ама еднократно, не е точно дека бараме да не се почитува. Во нашиот закон за пораст за минимална плата од 600 евра поднесен во собранието стои дека од месецот од како ќе се покачи еднократно со така речено политичка одлука, продолжува да се користи методологијата која што беше сила и непретходно. И така беше и со пензиите. Еднократно го зголемија за 5000, сега пак се врати